Генерално, рехабилитацијата како еден од 3 основни столба на секој здравствен систем во Македонија не ги задоволува потребите на граѓаните. И кога ќе кажам дека не ги задоволува потребите на граѓаните, сметам дека е огромна празнината која што треба да се пополни за тие потреби да бидат задоволени. Ако статистички разговараме за потребите на светско ниво, за тоа колку генерално на популацијата во светот му е потребна рехабилитација, негдека околу 2,7 милијарди граѓани на овој свет имаат потреба од рехабилитација. Секој трети граѓани на овој свет има потреба од рехабилитација. Ако го преведете тоа во македонски услови, ќе видите дека секој трети граѓани на Македонија ќе има потреба од рехабилитација. Минималната бројка тогаш се сведува на некаде околу 600.000 граѓани. Оваа институција во текот на 12 месечно работење може да обслужи помеѓу 15 до 20.000 граѓани. Земете ги во предвид сите останати институции кои што даваат физикална медицина и рехабилитација, а се многу помали и во капацитети во услуги од она што го дава клиниката за физикална медицина и рехабилитација, таа бројка нема да стигне ни приближно до 40.000, останува огромна празнина која што треба да се пополни. Веќе разговаравме со фондот во однос на тоа како да ги зголемиме капацитетите. Има одличен слух, волја и разбирање проблемите да се решат. Јасно ни е дека со решавањето на проблемите на недостаток на рехабилитација не го решаваме само здравствениот статус на поединецот, туку го решаваме и системот во целост. Затоа што тоа значи рехабилитација и на работоспособно население, не само на население кое што е во третата доба и пензионирано население. И ова е исклучително важно кога ќе го рехабилитирате работното население, кое што допринесува за развојот на економијата и за развојот на државата. На тој начин, градејќи една здрава економска база во Македонија, можеме да се надеваме дека некојаш ќе бидеме и конкурентни на европскиот пазар. Многу пати сум кажал, морам да повторам и сега. Ниту една земја не станала богата пред да стане здрава. Обратен е процесот. Морате да бидете здрави за да отидете на работа, да изработите, да направите економска компетитивност на општеството во кое што придонесувате, за да можете потоа да станете богати. Рехабилитацијата како еден од 3 основни столба. Ако првиот е превентивата на болести и промоцијата на здравието, вториот е дијагностиката и третманот, третиот е рехабилитацијата. Токму рехабилитацијата овозможува едно општество да биде функционално и да има, како што кажав и претходно, една биопсихолошка стабилност која што ќе допринесе секако не само во сферите на подобро здравје на популацијата, туку и во останатите, економската, социјалната сфера и така натаму.